Се наоѓаме пред националната установа библиотеката Григор Приличев во Охрид. Во библиотеката има и читална. А што е тоа читална? Па, таму можеш да читаш книги. Јас не сум видела во читална. Била и во училишна библиотека, но ова е навистина голема. Па ајде да влеземе. Ајде. Дечина, прво да ви посакам добре дојде, значи да не посетувате се повеќе, да не ви ова само прва посета и единствена, туку да продолжите во континуитет. Иначе јас сум Весна Симоновска, вработена како библиотекар во Националната библиотека, установа библиотека Григор Прличев Охрид. Ќе дојде да се зачлени, прво доаѓа кај нас на пултов, тоест по моментов јас сум тука. Како се чуваат книгите во библиотека? Гледате и самите вие, значи книгите ни се поставени на полица, сите, а воедно со тоа што се поставени на полица, ние ја гледаме нивната состојба, значи при враќање на книжниот фонд кај нас, ние ја гледаме состојбата дали е иста како претходно што сме ја дали, дали е оштетена, дали некој читател ја оштетил, со тоа што имаме тука вработен човек кој се грижи за заштитата на книгите. Значи ги прегледува доколку е скината страна, се лепи, се носи на заштита, имаме проекти во установава. Еднаш годишно има проект за заштита на книжниот фонд, со тоа што сите што се оштетени книги ги собираме на едно место и ги носиме на заштита. Укоричување, прилепување на страните, доколку на една книга и фали една страна, значи само таа една страна може да се копира па да се залепи и со тоа се заштитува самата книга. Значи останува цела и за користење за читателите достапна. Библиотеката има и некои постари книги. Да, во библиотекава нормално дека мора да има постари книги, бидејќи библиотекава постои доста одавна, со тоа што се преселувало од едно место на друго. Меѓутоа старите книги се зачувани во еден редок фонд на книги кој се наоѓа во другиот простор на библиотекава, бидејќи ова е сега нов простор, значи преселени сме сега едно месец дена, а тие книги се останати во стариот дел на просторот, тие се како редок фонд заштитени, не се изнајмуваат за читатели, за да дојдете до нив и да ги разгледате, ќе треба нормално со одобрување на директорот. И не се изнајмуваат надвор од установата. Може само тука да ги разгледате и да ги оставите пак, бидејќи богатството на секоја библиотека е книжниот фонд, што постар, тоа повреден. Во библиотеката има детско катче. Во библиотеката покрај катчето за возрастни има и детско катче. Нормално вие сте нашата идлина. Без вас како би постоеле. Така да во последно време се повеќе и повеќе го обновуваме детското катче со нова литература која е најчитана, најбарана од вас децата. Значи, ние се прилагодуваме според вашите потреби за набавка на книжниот фонд во детското катче. А дали ги има книгите од Хари Потер? Да, ги има сите делови на книгите Хари Потер, како во детското деление, така и во возрастни, бидејќи Хари Потер е читана од сите генерации. Таа книга е читана од сите генерации, а вие сигурно сте го гледале и филмот Хари Потер, а сте ги читале книгите да Да, Паша? јас го читам моментално вториот дел. Така, прво филмот или Прво филмот, па книгата. обратно, значи во иднина ќе правите. Прво ќе читате книгите, а потоа ќе ги гледате филмовите, бидејќи има разлика. Да, има. Ето така. Дали повеќе се читаат книги од македонски автори или од странски? Искуството тука ни кажува дека повеќе се читаат книги од странски автори. Дали се повеќе рекламирани на интернет страните? За жал,
ние ги рекламираме и нашите автори, меѓутоа повеќе се барани странските автори. А не дека имаме неквалитетни автори македонски. Значи има многу убави книги од македонските автори. Како во детската литература, така и литературата за возраст. Дали доколку не знаеме која книга сакаме да ја прочитаме, би можеле да дојдеме и да ни дадете препорака како библиотекари? Да, секако, доколку ни кажете што очекувате од книгата и што сакате, секако дека ние ќе ви предложиме она што е најубаво во моментот, а го имаме на полиците. Секако дека затоа сме тука да ви предложиме она што е најубаво и најсоодветно за вас и за вашата возраст. Дали може да се провери за книга преку интернет? Да, ние моментално работиме со Кобис, значи системот Кобис, во кој може од дома да проверувате преку интернет со што располагаме. Значи, нема да ви излезе листа како листа па сите книги, туку ќе треба да напишете или автор или наслов и ќе ви излезе се што има, ако е по автор ќе ви излезе се што има од авторот. Доколку е наслов ќе ви излезе само насловот и колку примероци се достапни за издавање надвор од библиотека. Може да се читат книгите преку интернет. Ние се уште немаме поддршка за читање на нашите книги преку интернет, меѓутоа имаше еден проект пред неколку години од наши вработени тука, кои одделни книги ги снимија на аудио CD. Ги чуваат совесно книгите. Па искрено сме задоволни од читателите наши тука, затоа што ги пазат книгите. Тие се вистински уживатели на книгата, нашите читатели, така да ги враќаат во добра состојба, како што ги зеле. Ретко да сме се пожалиле од некој читател. Дали библиотекарот треба да ги знае сите книги, односно да ја знае нивната содржина? То ние ги знаеме според поделбите, пример медицина, знаеме што содржи, тука сме се обучуваме, пребаруваме, се трудиме да ја знаеме содржината на секоја книга, меѓутоа има толку многу нова литература, се трудиме да бидеме во чекор со се она ново што ќе излезе. Тоа можеме од нас да го направиме. Кои ќе се условите за да се користи читалната? За да бидеш корисник на читалната, треба да си зачленет во нашата установа со плаќање на членарина, со тоа имаш право да ја користиш читалната од отворање до затворање. Тоа во зависност после оваа пандемија да заврши, па ќе ги знаеме точно условите кои ќе се и работното време. Иначе претходно беше секој што сака да користи читална треба да биде зачленет во нашата библиотека како член. Дали имате доволно читатели што ја посетуваат библиотека? Да, ние сме задоволни. Библиотеката ја посетува доста читатели, можам да кажам од најрана возраст на дечињата до најстара. Значи, од 6 годишна возраст веќе имаме, значи најмалиот член е 6 години до најстариот 86-7 години.
донесуваме во читална. За сите оние што читаат книги во читална, нормално е дека треба да биде тивко, да не му пречиме, пошто може да има и некој друг што чита или студент кој спрема испит и пожелно е да биде тивко. А кои се условите кога ќе позајмиме книга во библиотеката? Значи во библиотеката за да позајмите книга, прво треба да станете член. Значи треба да ве зачлениме со ваши податоци. Во зависност од возраста ќе одредиме дали ќе бидете во детското одделение или во одделението за возрастни. Зајмувањето е за 14 дена. Значи земате книга и за 14 дена треба да ја вратите во библиотека во истата таа состојба како што сме ви ја дале, нормално неоштетена. На посетата на нашата библиотека, иако е мала, мислам дека е доволно снабдена со нова литература и во детското одделение и во одделението за возрастни, ама сепак да слушнам ваше мислење. Да, много интересно. Се надевам дека ќе не посетите пак. Да. Библиотечната дејност започнува уште во 19 век, кога Ангел Грубчев во својот дуќан отворил читална. Во 1885 година било формирано Друштво Свети Климент. Друштвото Свети Климент формирало своја библиотека во која биле застапени дела од Пушкин, Лермонтов, Достоевски и други. А имало и весници и списанија. Издржувањето на друштвото било со плаќање на членарина. По ослободувањето била формирана библиотека со 315 книги, а во 1945 година библиотеката броела 842 книги. Работела и во 20 век. Охридската библиотека го менувала просторот. По ослободувањето работела во куќата на Перо Божиновски, Брашнарод, потоа во 1965 до 2007 во старата зграда. А сега нови простор каде што функционираше Охридското лето, а претходно Центар за култура. 1956 година е отворена детската библиотека, а во 1966 година на крајно одделение. Библиотеката ги организира Прличевите беседи и Прличевата визита. Таја ви е во 5 тома оригиналната. Значи клетници е толкава, а доколку се обработи цела е во 5 тома. Добра книга на вашата полица е исто како добар пријател. Никогаш не си дадете книгата според нејзината корица. Читањето добри книги е како разговор со најголемите луѓе од минатите векови. Рене Декарт. Да научите да читате е како да палите оган. Секој изговорен збор е нова искра. Виктор Иго. Читате
градина и библиотека имате се што ви треба. Цицерон. Ако имате книга што сакате да прочитате, а таа веќе не е прочитана, тогаш напишете ја вие.